Дали животните чувствуваат? Дали камерата може да биде мост меѓу световите? Некои луѓе фотографираат моменти, други убавина, а има и такви што фотографираат душа. Неговите фотографии ги обиколија светските медиуми. Го нарекоа крал на камерата. Секој кадар изобилува со трпение и тишина и поглед што гледа подлабоко. Добре дојдовте во новото издание на Да си кажеме, денеска со Горан Анастасовски. Човекот што во очите на лавот препознава човечност, а во тишината приказна. Добре дојдовте, Анастасовски. Здраво, благодарам на поканата. Британските медиуми ве нарекоа крал на камерата. Дали оваа титула ви ласка или ве оптоварува? Да ме оптоварува нема зошто, само ми ласка, затоа што не е се еден од најголемите светски медиуми. Ја не сум го измислил тоа име, они го ниф им дошло, значи. Кој конкретно медиум? Осетиле Daily Mail. Daily Mail. Да, Daily Mail, сега веќе и на CNN исто ме викаат, така да од нив дошло, значи нешто ги предизвикало за да го дадат тој наслов. Тамо нема бирање наслови, нема бирање теми, тоа што ќе го стават, тоа е тоа. И што значи за еден фотограф од Македонија признание од вакви светски медиуми? Тоа е рекавте, не ве оптоварува, ви ласка, и што друго ви значи? Покрај тоа што многу ми значи, што се осеќам одлично, значи награда за целата моја работа, има и едно оптоварување. На почетокот кога почнував не знаев дека постои такво нешто, секој кога почнува сања за нешто, сонува. И јас како и сите други сонував да се најдам барем во еден медиум, наш, не странски. Кога почна да се редат овие најголемите светски медиуми, и реков проблем. Проблемот е сега што веќе не постои медиум кај што не ме објавиле и сега, да не речам, ми се скрати сонот. Ми се скрати сонот затоа што не ми изненадува ни CNN, ни BBC, ни Daily Mail. Не знаев дека тоа може да биде проблем, меѓутоа, ете, иначе, тоа е врвот на фотографијата. Еви капа со заштитното лого на National Geographic. Од ова што го кажавте, дали успехот надвор е погласен од оној дома? Да. Или аплаузот надвор само го слушаме овде како ехо во Македонија? Буквално од збор до збор. Значи, сите тие приказни се прво излезени надвор, па после се пренесуваат тоа што е кажано надвор. Се враќа како бумеранг тука? Да, не почнува тука, ретко кога почнува тука. И сега да објасниме зошто Горан Анастасовски успеа да добие меѓународно признание и да биде присутен со своето дело во светските медиуми. Мајстор на фотографија, специјалност животни, така? Да. И сега, кога ја почувствувавте првата љубов кон фотографијата или првата љубов е кон животните, па потоа таа љубов кон животните ја надградивте со фотографијата, па стана тоа хоби, обсесија или уметност, не знам како? Значи, првата љубов е спрема животните, секако. Уште од бебе, уште од дете, животните ми беа пред се. Со фотографија тешко беше во тоа време, затоа што не дека сега е ефтино, меѓутоа тогаш беше многу проблематично со одење, со развивање филмови, со тие работи, сум ја сакал од секојаш. Со самото појавување на дигиталната фотографија и мојот пат беше класичен школски. Значи, од обичен апарат дигитален, најефтин, ние го викаме во браншата идиот, со идиот почнав да објавувам нешто, гледам реакции од професионални фотографи и каква ќе беше оваа фотографија, да беше со добар апарат. И јас, пошто немав појма, си викам, од кај знае дека не е добар апарат, од сега веќе знам од кај знае. Меѓутоа, и почна некои такви реакции. Една објава пред 20 години во Digital Camera World, се вика едно списание, цела страна објавија моја, со моја фотографија, и тоа беше, како да кажам, тоа беше добро, причината. Го објаснивме накусо патот кон професионалната фотографија како повик за животните. Како се случи таа љубов или таа љубов кон животните е вродена? Вродена е од секогаш и фотографиите што ги гледав, светски фотографии, тоа беше желбата како и на секој кој ќе се одреди за некој тип на фотографија, би беше барем да наликува на светските фотографии, а уопште не се надав дека ќе биде иста и подобра. И што ве привлече специјално во светот на животните како тема? Како предизвик да се овековечи тој момент? Што е тоа што ве фасцинира кај животните?
Како тргна таа љубов од дете? Од дете, да. Од дете, да не кажам, нема животно што не сум имал дома, на улица и секаде животните ми биле пред се. А второто е што малку луѓе знаат дека и животните имаат емоции. И мене главно во фотографијата ми е да фатам емоцијата, не само животното. Тоа што животното го има сегде, сите го знаат, може и да го прочитат и во енциклопедија. Меѓутоа, емоцијата на животните, поготово на дивите животни, домашните ги знаат сите. Меѓутоа, емоциите кај дивите животни многу малку луѓе ги знаат и мене тоа ми е целта. Сега најголем број од вашите фотографии се направени во Скопската зоолошка градина. Со животните сите. Без малку сите. Значи таму се првите чекори, таму е исто така љубовта кон оние не домашни животни, туку кон дивите животни. И сега, читајки за вас, во еден од тие медиуми што ги објавуваат вашите фотографии, што ви го дадоа на признание, ве нарекоа дека Анастасовски не така ве опишуваат всушност дека не фотографира животни, туку фотографира емоции. Дали, како што велите и сега, дали верувате дека животните имаат подлабока емотивност од луѓето? Имаат. Имаат и нескриена емотивност и што е најважно, кај животните нема лага. И кога ќе те изедат не е лажно, ќе те изедат вистински. Значи нема лага, нема скриени емоции. Или те сака или не те сака, ти покажува, се гледа кај животните, за разлика од луѓето. Кога гледате во очите, например, на лав или на шимпанзо, што барате? Значи, едно е кога ќе се слика портрет, дали на лавот и дали на шимпанзото. Меѓутоа, кога чека човек, некогаш и не се чека, 2 секунди е целата работа, некој израз на лицето, ако е само ликот. Некој израз на ликот што не е вообичаен. Значи, дали кога зева, имав и сите светски медиуми пренесоа, имав една серија фотографии, која што е направена со како зеваат дивите животни, и тоа не случајно, него тоест случајно открив дека ако јас им зевам 2-3 минути на животните, ќе почнат и тие да зеваат. Значи заразна е исто како и кај луѓето. Да. Се пренесува. Да. И после кога објавија светските медиуми, дел од коментарите читам и луѓето што коментираат на постовите викаат: еве ги гледам фотографиите и веќе зевам. Така да тоа ми е целта, да фатам некој кадар кој што ќе покаже емоцијата и суштината на животното, а не само портрет. Дали некогаш сте почувствувале дека некое животно особено ве прифаќа? Се наоѓате на некоја иста бранова должина, или па од друга страна некое животно да ви исплашило? Па не ме исплашило затоа што работам во зоолошка градина во главном, на затворено, а за емоции и контакт, поготово во нашата зоолошка градина, има многу приказни, многу животни кои што се блиски со луѓето, поготово кај мајмуните. Еве сега се моментално актуелни двете гибончиња, Делфина и Мики. Претходно беше Лука, мајмунчето. И така да имам блиски односи со животните, сум имал и со зверови. Сум влегол во кафезот на леопардите. И какво е чувството? Чувството е застрашувачко. Затоа што бевте заштитен на некој начин? Никако не бев заштитен, меѓутоа беше кафезот со бебиња леопарди. Имаше 2 бебиња леопарди. Мајката беше затворена на друга страна, тие беа сами во собата, што се вика. И кога влеговме внатре, нормален човек кој ќе ги види како мачиња домашни, мали леопардчиња, меѓутоа кога пуштија глас, леопардчињата беа 2-3 недели родени, кога пуштија глас, такво нешто застрашувачко, се стаписав од страв. Од едни леопардчиња од 1 кило. Направивте фотографии? Да. Убава колекција? Да. Добро, генерално, каков ви е впечатокот? Знаат ли животните да позираат или само дозволуваат да бидат видени и фотографирани? Да позираат, не. Она кога велите искрени се и... Не, да позираат, не. Меѓутоа знаат, поготово животните во зоолошката градина, знаат дека е народот, луѓето дојдени за нив, дел од нив знаат и да покажат дека се радуваат кога ги гледаат, така да свесни се дека околу нив се луѓе, да кажам. Има ли од вака генерално да накажете колкава бројка на фотографии со животни имате до сега направено? Не може тоа.
Не, милиони можда, не знам, немаш. Стотици илјади сигурно. На колку често одите велите најголем број од фотографиите се направени во Скопската зоолошка градина? Колку често одите таму? Таму сте како вработен? Ме сакаат сите јас ги почитувам, тие ме почитуваат и вработените и администрација. Животните? И животните, да. Таму сум во главном еднаш месечно обавезно. Значи, тамо, матка, имам некои делови тука во Скопје кои што не ги пропуштам за викенд и тоа е тоа. Во матка природа фотографирате? Да. Сега, може ли таа фотографија во зоолошката градина што се прави со сите животни да ја промени перцепцијата на луѓето кон животните? Како би го опишале односот на македонскиот човек на ова ниво од цивилизацијскиот развој кон животните? Какви сме, сурови ли сме како луѓе кон животните? Па ова е прашање за вработените во зоолошката градина прво, меѓутоа запознаен сум со дел од работите, далеку сме ние од цивилизацијата во однос на животните, кој ќе видите што се им се прави на животните во зоолошката од страна на посетителите. Значи нивото на култура, нивото на знаење за животните дека што треба да се прави, да се гледаат, дека не треба ништо повеќе, се прават страшни работи од страна на посетителите. Сте биле сведок на некоја таква непријатна случка? За среќа не. Од ова што го кажувате излегува дека човекот е најсуровото суштество што сте го наблюдували. Дефинитивно. Од животните може да има опасност само. А кај човекот може да имате непријател. Доживотен, па може би и смртен непријател. Добро, велите Скопската зоолошка градина е најчесто местото каде што се фотографира. Во други зоолошки градини сте биле? Во Македонија, во регионот? Во Македонија нема други зоолошки градини, и тие што ги има. Има некоја тука и таму. Да, не сум бил, ама ако за едно животно треба да одам у Битола да сликам или во Штип, не ми се исплати, немам желба. Некои приватни има, не знам дали се дозволени и како се. Сум бил во Србија, во Врање има една приватна зоолошка градина. И тоа е од тоа што јас сум бил во зоолошки или на сафари, да кажеме. Тоа е моето сафари. Ете така, за фотограф што најмногу фотографира животни, веројатно желбата е генерално да се стаса на сафари, бидејќи таму е тој контакт со дивите животни. Највпечатлив. Сте се обиделе до сега? Имате таква идеја, визија, цел или? Не сум имал можност до сега. Финансиски причини? Финансиски причини, точно. Сега веќе немам ни желба. Зошто? Затоа што сум специализиран за зоолошки градини и фотографијата на животните во зоолошка е многу потешка него на сафари. Сега ќе се смеат некои луѓе, меѓутоа многу е потешко да се направи таква фотографија во зоолошка отколку на сафари. На сафари кога ќе одите нема што да скриете. Нема мрежи, нема столбови, нема кабли. Тоа што ќе сликнете се е идеално. Значи тука нема проблем. А во зоолошката кога ќе влезете, поготово во мала зоолошка како што е нашата, има од огради до кабли, за да го избегнете тоа да изгледа природна фотографијата, тоа е многу тешко. И многу потешко него на сафари. Добро, и како изгледа тоа фотографирање со оглед на овие пречки што велите? Прво е стакла заштитни, решетки, столбови. Колку време се чека за еден кадар? Некогаш секунди за опрашање, а некогаш колку сте чекале најмногу, например? Ако случајно видам можност дека може нешто да се деси, затоа што тоа го знам, однапред го знам, например, два тигра, ако имаат некоја интеракција, ако гледам дека едниот се движи према, можам да почекам и 1 саат додека не видам некоја блискост или некоја емоција. Ако видам дека тигарот само лежи, ќе го пројдам тоа живеалиште и тој пат нема да направам фотографија таму. Така, што е поважно тука кога станува збор за добра фотографија со животно? Техника или трпение? Значи за секоја фотографија техниката е 50%. Секој професионален фотограф техниката мора да ја знае од А до Ш. Значи за тоа не се прави збор. Другото останува, другите 50% остануваат на окото и на мозокот на фотографот. Значи техниката нема компромис. Дали си доволно обучен или не, дали го знаеш апаратот или не. Тука нема компромис. Значи мора 100% технички да си точен. А останатото е веќе до окото на индивидуалниот фотограф. Имате чувство дека некогаш сте пропуштиле, например,
Она што се нарекува кадар на животот или фотографија на животот, поради некоја причина? Па не. Не. И мислам дека не сум пропуштил. Дали некогаш некоја сцена во кафезот, зад решетките, зад стаклото, ве разнежнила многу, ви направила емоции на тага, па да пуштите солза зад камерата пред да ја штракнете фотографијата? Не, во главном се среќни моменти и секогаш кога фотографирам, сакам среќните моменти да ги фотографирам, тажни. Најлесно е да се направат тажни и фотографии за нешто неубаво. Еве и низ градот, кога искочам низ Скопје. Ако искочам сега да сликам прљавштината во градот, ќе бидам најпопуларен фотограф. Меѓутоа јас ги избегнувам, не сакам, си има други медиуми кои што ќе објавуваат за тоа. Јас кога искачам во центарот на градот или било каде во Скопје и на матка ја сликам убавината. Што има убаво во центарот на градот? Се е убаво. Еве, последна убава фотографија што сте направила, што вас ви се допаѓа, а што им се допаѓа и на тие што ја објавиле, ја преземале или вашите поддржувачи, вашите фанови? Значи, се е убаво во градот, зависи со какви очи гледаш. Ако си тргнал од дома со мислата да видам колку е прљав градот, нема ништо убаво. Меѓутоа, ако тргнете со мислата дека одам да видам убавината, има многу убаво. Нешто последно што сте сликале убаво? Го сликам, имам фотографии од градот премногу. Матка поготово, низ цел свет се вртат моите фотографии од матка. Меѓутоа, од убавиот дел на матка, ако свртам апаратот на другата страна, ќе го видите тоа најнеубавото. Меѓутоа, тоа не сакам да го покажувам, поготово пред светот за да ни се смеат. Не сакам такво нешто. Има ли фотографија што вие лично сте рекле нема да ја објавам, свесно да правите цензура поради тоа што не ви се допаѓало? Да, имам стотици такви фотографии. Зошто? Што се тие фотографии што не ви се допаѓаат? Баш затоа за ова што го зборев. Значи не сакам неубави работи. Поготово дека моите фотографии, јас секојдневно имам барања од светски медиуми, не е престанато тоа 20 години. 1 до 2 барања секојдневно. Сега поготово пошто се овие Инстаграм профилите и страните актуелни, секој ден имам по 1 до 2 барања за да објавуваат мои фотографии. И се замислете, ако почнам да им давам нив како ние кај живееме, тоа е само лоша слика за Македонија. Но добро сте ги направиле тие фотографии. Зошто тогаш што ви инспирирало да ги направите? Сум ги направил за себе. За себе и не ги објавувам никако. Никако. Како ве најдоа светските медиуми и се почитуваат ли авторските права кога станува збор за ваквата уметност за фотографирање? Во светот во главном од најголемите медиуми, значи збориме за најголемите медиуми во светот, нема мрдање. Значи, секоја фотографија, секоја објава е со подпишување договор, со сите можни клаузули во договорот и после јас ги предавам фотографиите. Меѓутоа, да не мислите сега дека само таму е, дека кај нас не се почитуваат, 80% од другите медиуми во светот превземаат, нема авторски права, едино што може да само да ме потпишат. Без прашање и тоа. Кај нас е малку позастапено. Исто зборам и кај нас големите медиуми, најголемите медиуми го почитуваат тоа без проблем. Добро, и кога велите не е докрај регулирано ниту во светот, а не па кај нас, како ви сконтактираа светските медиуми и како дознаа дека автор на таа и таа фотографија што многу им се допаднала е Горан Анастасовски од Скопје и дека можеби треба да биде не само потпишан, туку и платен за тоа. Веројатно се плаќаат фотографии. Да. Се плаќа, тоа не е плаќање, не е ништо. Ако целата статија на Daily Mail ми платиле 25, еве ќе кажам со сума 25 евра, тоа не е пара. Да не речам само колку да признаат дека еве авторските права се почитувани, значи не може да се заработи од тоа. Меѓутоа за тоа како ме нашле. Јас кога почнав пред 20 години гледав една емисија, еден директор на National Geographic збореше и го праша што треба да направи еден фотограф за да се најде на вашите страници. И тој вели ништо. Ништо не треба ни еден фотограф да прави. Па како вика ќе се наоѓаат на вашите? Ние ќе го најдеме со гаранција. Само нека прави добри фотографии. Само да има добра фотографија. И јас пред 20 години викам човеков ова што го зборува некако не ми беше верно. Меѓутоа после 20 години сватив дека тоа е чистата вистина. Нити сум направил, нити сум пратил негде. Јас на конкурси не учествувам бидејќи се плаќаат сите. Немам пари за да учествувам на конкурси. Значи сите ме наоѓаат, ќе ги видат моите фотографии, дали на Facebook, дали на Instagram, дали
некој што ги објавил и ми пишуваат мејлови. Значи никаде не сум се јавил во ниеден медиум да ми објават нешто. Добро, со оглед на тоа што освен животни, како специјална љубов кон нив и фотографирање нивно, фотографирате, рековте, еве и градот, природни убавини, сакате природата, меѓутоа сте и така наречен медицински фотограф, односно во една од приватните клиники во Скопје фотографирате операции, породувања, бебиња. Да. Кој е најинтимниот момент што сте го уловиле со вашата камера? Значи може и поголема емоција, за мене барем, сега не знам за гледачите, поголема емоција од животните е кога ќе доаѓа нов живот на светот. Значи кога се раѓа бебе. Од тоа поголема емоција не постои. И тоа се уникатни фотографии, тоа ми е мене најбитно. Значи тој момент не се повторува. Значи тигарот може портрет да го фатам јас денес, утре Трајко, заутре Петко во слична позиција, ќе се разликува малку, меѓутоа тоа е тоа. Меѓутоа раѓањето на еден живот, на едно име, раѓањето на Горан, тоа е единствено. Еднаш во секундата, тоа трае 2 минути, откако ќе го извадат од стомакот, додека го исчистат и после прегратката со мајката во собата, од тоа нешто поуникатно и поемоционално за мене не постои. Тоа се најубавите моменти од вашата професија. Да. Добро, дали вашата работа ја доживувате чисто како уметност или како мисија, или пак само како хоби? Хоби не е, затоа што професионално го работам тоа. Мисија ќе покаже времето, не знам, за уметност дефинитивно дека е уметност. И бидејќи сепак најголем број од вашите фотографии, оние што се пренесени во светските медиуми, се за животни, зошто бебињата не одат во странски медиуми? Не се објавуваат тие најинтимни, како што велите, емотивни моменти, највозбудливи? Во главном заради дозволите за сликање лица, иако се обезбедени дозволите од болниците, меѓутоа странците се плашат за тие, за авторските права. Јас потпишувам договор, меѓутоа не можам да потпишам договор за родилката или за бебето. И затоа ги избегнуваат тие работи. Добро, дали фотографијата, особено кога станува збор за фотографија на животни, може да биде некаква форма и на активизам? Се чувствувате и како граѓански активист за заштита на животни? Бидејќи зборувате дека има посетители вакви и такви. Да. Дали вашава професија со фотографирање на животни е форма на граѓански активизам? Да. Значи, може да се чуе и да се прочита секаде дека животните не треба да се затвараат и сето тоа. Во тоа не можам да навлегувам, затоа што тие животни не можат ни да бидат слободни. Никогаш не може да биде слободно. Тие се затворени еднаш, се раѓаат во заробеништво и ќе останат во заробеништво. А кога ги фотографирам, некој ќе ми рече, има и коментари, ајде бе, затворени, таму ги затворили и сега ти ќе ги сликаш. Не заслужуваат тие што се затворени да ги сликам? Зошто не би заслужиле? Исто животни се животи и тоа. Може би малку бегаме од темата, меѓутоа е вашиот личен став како човек кој поминал многу време од својот живот во зоолошка градина, што вие мислите за тие ставови поделени и контраставови? Животните, зоолошките градини како инспирација, како контроверза, некој вела дека не е хуман тој однос кон животните што се чуваат во кафести. Ако не беа зоолошките градини, најмалку 50 вида до сега ќе беа исчезнати од земјината топка. Па сега вие кажете дали вреди, дали не вреди. Значи 50 видови на животни нашите деца немаше да ги знаат, ќе ги гледаа на слики. Зоолошките овозможија да се зачуваат еден куп на видови на животни кои што беа пред изумирање. Сега веќе не се. Како сибирските тигри, како пандите, како сето тоа е во зоолошка се прави. Сега дали нашата е достигната до тоа ниво, не е се уште нормално затоа што сме мала земја, нема пари, меѓутоа светските зоолошки градини тоа го прават и тоа е нивната улога. Имало момент, велите 20 години се занимавате со оваа работа, кога сте одбиле некој проект од етички причини, да речеме? Не. Немало ни таква понуда. А добивате понуди? Често? Има нешто вака од тие сериозни медиуми светски да ви се јави да ве ангажира за одреден проект, конкретен или не? Повеќе како на фриленс? Значи, имаше од Лондон, од една агенција која што објавуваше по светските медиуми, требаше сака книга да направиме. Значи, беше се договорено. Од издавачка куќа до име на книгата, фотографии испратено се и во тој момент фати короната. Книга за? За мене.
Така? За мене Како и за професионален за фотограф? моите фотографии, да. Книга издавачка, сериозна издавачка куќа, сериозна агенција и фати короната и само ми пиша ќе го одложиме заради ситуацијата и ја знаев дека ќе остане така. Само на одложување. Добро, кога спомнавте дека порано биле апаратите такви какви што биле со развивање на филмови, Так. сега живееме во ново многу динамично време на брз и голем технолошки развој. Социјалните мрежи како феномен, дали мислите дека ја надградија фотографијата или ја уништија на некој начин убавината на фотографијата? Каков е вашиот однос во однос на Не тоа? ја уништија никако. Само ја надградија. Затоа што замислете пред 30 години, еве јас да сум ги имал најубавите фотографии на светот, кој ќе ги видел моите фотографии? На изложба во Скопје, во Македонија на изложба не може да ги види ни National Geographic, ни Daily Mail, никој не може да ги види моите И фотографии. сега популарен термин кога станува збор за социјалните мрежи е фотографија да стане вирална. Вашите фотографии се вирални? Вирални значи многу проширени, многу популарни. Превирални. И какво е чувството, еве, кога гледате ваша фотографија објавена на National Geographic или негде? Чувството подобро не може да биде кога тоа што го работиш се вреднува со збор и со гледање. За финансиски не зборам, нема ништо тука. Не постои такво нешто. Значи успех само за лична сатисфакција. Да. Само тоа и ништо повеќе. Сте помислили некогаш да речете доста е со оваа професија? Не, никогаш. На крај на памет не ми доаѓа. Што е вашиот најголем страф? Се чувствувате како уметник? Да. И Дефинитивно. велите сакате да се концентрирате на убавите нешта. Да. И како е да се биде уметник во Македонија? За мене е одлично, а како уметник, како професија и како звање никако. Ништо не значи тоа во Македонија. И добро, повторно да се вратиме на животните. Еве гледаме на екранот фотографии се менуваат. Има ли некоја што ви е особено драга или најдрага фотографија? Или некоја фотографија што сакате и вие да си ја погледнете од време на време? Или да ве инспирира некоја фотографија кога тргнувате повторно по кој знае кој пат во зоолошката градина? Еве, например, што? Ги препознавате ли животните? Знаете ли кога е направена оваа фотографија? Каде, во кој кафес? Кога не, каде знам, ги знам животните. Кои се знам, мислам, и на моментот на направењето на фотографијата, ова со мачка што беше на дрвото, Да. таа само што излегувам од дома, од влезот, и се наоѓа, ја гледа мачката на дрвото и го отварам. Што значи оваа ранецот. фотографија? Ова е сега што ја гледаме. чиста емоција, чиста љубов. Ова е врвот на фотографија. На целата сила на лавот да се види емоција и еве и ова исто. Ова се леопарди. Што од животните научивте за луѓето? Има нешто такво? За луѓето научив од животот, не научив од животните. Научив се најлошо. Дали некогаш сте почувствувале дека повеќе им припаѓате или повеќе сте блиски со животните отколку со луѓето, бидејќи еве вака отворено кажувате една резигнираност кон Да. од страна на луѓето? Да. Не осеќам никаков страф од животните, како што осеќам страф од луѓето. Од одредени луѓе, да не дефинираме дека сите. Меѓутоа, поголем страф имам од луѓето отколку од животните. Ако сепак од одредена причина утре решите да ја замените оваа професија, што најмногу ќе ви недостига? Бебињата при породување Се. или фотографиите со оваквите животни спонтани? Се. Значи, не ги двојам фотографиите, дали е тоа, дали се бебињата, се автоматски апаратот ќе ми недостига и тој осеќај, тоа е еднакво, значи фотографијата е поготово на животните е еднакво на адреналински спорт. Ви кажувам од искуство дека срцето исто ми чука кога ќе видам дека се спрема некоја добра сцена, значи толку се возбудувам, што исто како да сум се качил на Хималаите. Ви гарантирам дека е тоа така. И бидејќи велите сакате да сликате убавина, а не лоши нешта, што е за вас убавина? Ако треба да одберете во неколку збора да значи, опишете. моите највирални, мислам и не мислам, туку сигурен сум дека нема во светот човек во цел свет што не ги видел, тоа се фотографиите за зоонегователот Ристе Трајковски со жирафите.
Ви го направивте таа Мој фотографија? си тие, да. Не таа, имам илјадници фотографии Зборуваме со за него. човекот што беше вработен во зоолошката кој почина. Да. Прво почна приказната како најдобрата приказна и најубавата приказна од Македонија. Беше и на Daily Mail, и на сите можни светски медиуми се објавуваше каква е таа љубов према жирафите. И за жал, откако се случи несреќата, значи откако почина и жирафата и ристе во исти ден, до ден денес, еве 2,5 години се поминато, секој дневно имам по 2 до 3 барања за објавување. Ја викам, луѓе, поминато е тоа 2,5 години. Ако не интересира, сакаме да објавиме. Значи, тоа е приказната која што од моите фотографии е највирална од сите. И зборот ми беше, се претвори од среќна приказна во тажна приказна. Значи, некогаш и тажните приказни стануваат повирални, луѓето повеќе сакаат да ги гледаат, отколку среќните приказни, за жал. Бидејќи навистина е впечатлива приказна. Да. Починаа во ист ден. Да. Добро, има ли животен кадар кој се уште го чекате или не сте го направиле, а вие желба да го направите, со оглед на тоа што е, велите, од сафари, веќе идејата за сафари се откажавте? Так. Што е нешто како скриена цел што ве води, што ве мотивира? Освен тој адреналин. Значи, Нешто да направите, веројатно имате некаков предизвик. посебен кадар некој да направам, кадарот не се замислува, значи не се планира, тој доаѓа сам од себе. Мене главните фотографии ми се на раѓање на животни. Тоа ми е исто како со децата и животните кои се раѓаат, меѓутоа тоа не се планира. Случајно, еве, сум имал среќа во животот, десетина животни како се пораѓаат ги имам фатено. И тие станале екстра вирални и екстра убави. И затоа ви кажам, тоа не се планира. Може да отидам утре да се роди некој тигар и да го фатам како се раѓа. Тоа се најемотивните моменти и за такво нешто сонува секој фотограф. Кога гледаме дел од вашите фотографии на екранот, има ли некоја што луѓето што ја гледаат погрешно ја разбираат, односно ја разбираат различно од она што вие ја гледате како автор на фотографијата? Па во главном не. Не. Си кажуваат, фотографиите кажуваат самите. Кажуваат за што се работи и луѓето знаат. Знаат за што се работи. Умеат да проценат луѓето за што се работи и што е добра, што не е добра фотографија. Добро, се навративме и назад во времето, кога се развиваа фотографиите, сите техники ги споменавме. Ме интересира како влюбеник во професијата, црно-бело или колор? Некои фотографии се подобри црно-бело, некои се колор. Не преферирам ништо, работам и црно-бело. Работам. Сите фотографии се црно-бели или колор, како да кажам сега. Значи, сите фотографии трпат и црно-бело и колор. Меѓутоа некои поубаво изгледаат во црно-бело, некои изгледаат поубаво во колор. Сега новиот тренд е црно-белите фотографии од минатото време па ги колоризираат. Така да не можам да се определам за тоа. Зависи од типот на фотографијата и што повеќе лежи. Лав или орел? Лав секако. Зошто? Кралот. Добра, кралот на небото? Кралот на небото не е орелот. Добро, фотографиите само како уметност или како документи, како слика за едно, како документаристика. печат на едно време? Да. Значи фотографиите печат на едно време, тоа значи еве сега приказната со јуруците, не знам дали сте ја виделе, со луѓето од јуручките села, тие се направени пред 10 години и тие уште 100 години ќе се прегледуваат. Станува збор за нашите сограѓани од Радовишките села. Да, од Радовишките села, од јуручките села, пред 10 години ги фотографирав нив. Еве 10 години не се застанати во Македонија и во светот се шират и во регионот се објавуваат. Тоа е документаристика. Значи тоа е чисто документаристика. Тие девојчиња што сум ги сликала јас пред 10 години, сега сите се мажени со деца и си ги гледаат и се радуваат. И јас да сум и јас би се радувал. Значи тоа станува за секогаш. Кога тргнувате во мисија во зоолошката градина, тргнувате со инстинкт или со план? План немам никогаш. Нема сценарио за фотографија? Не. Не може ни да има со сценарио, ништо не може да се постигне. Значи ви кажав, одам таму, ако имам среќа да се најде некоја ситуација, да направам некој кадар, правам. Ако не, го заобиколувам живеалиштето и одам понатака. Професионален фотоапарат или телефон? Во ова денешно време
ниво вакви фотографии Не, да се направат со телефон? Не може тоа. Со оние паметни телефони што се... Најпаметни нека се, не може. Тоа не. Значи, не зборам за апаратот. Објективот е број 1. Апаратот нема голема улога, затоа што и тој од 300 евра и тој од 7000 евра ќе направи приближно исти фотографии. Меѓутоа, објективот ја прави фотографијата. Колку пари досега сте инвестирале во опрема? Сте потрошиле за професионални објективи? Точно, ако можам да... Па не точно, од прилика. Од прилика околу 15.000 евра. Значи скапа професија. Поскапа здравје. Горан Анастасовски, благодарам многу за гостувањето во денешното издание, да си кажем, и посакувам уште многу убави фотографии и емоции за тие фотографии, за ова што зборувавте. Ви благодарам на поканата и вие сте еден од ретките медиуми кои што ме препозна и еве ме покани да учествувам во емисија. Задоволството е наше. Почитувани и вие, останете со Телма и уште во наредните 60 на секунди уживајте на широк екран и во тишина во фотографиите на кралот на камерата Горан Анастасовски. Довидување во, да си кажеме, утре, а потоа останете на фреквенцијата на Телма.